Доматите, краставиците, кромидот, карфиолот, пиперот, гравот, леќата, бананите, портокалите, мандарините и лимонот сите заминуваат под мраз. Со владина одлука од 5 април се замрзнуваат цените на 11 видови овоше и зеленчук. Тие ќе се продаваат по замрзнати цени до крајот на април, а мерката се носи во пресред на празниците. Новите цени ќе важат и за маркетите и за пазарите, а инспекцијата постојано ќе биде на терен и ќе врши контроли. Анализите според Министерот за економија покажале дека за овие производи имало маржи кои достигнали до 250%. Свежите домати не може да се продават повеќе од 70 денари. Свежите краставици не може да се продаваат повеќе од 75 денари. Кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Зелените пиперки не може да се продаваат повеќе од 90 денари. Гравот не може да се продава повеќе од 75 денари. Леќата не може да се продава повеќе од 110 денари. Бананите не повеќе од 70 денари. Портокалите не повеќе од 55 денари. Од пазарната инспекција вела дека досега биле изречени на 20 прекршочни и парични казни за компании кои изминатиот период си терале по свое. Кои се тие, директорот и денеска не кажа. Рече дека во зависност од големината, казните се движеле од 800 до 10.000 евра. Имињата ќе бидат соопштени откако ќе заврши целосно постапката. Констатирани се неправилности, издадени се прекршочни платни налози кои треба се платат во рок од 8 дена, но не се платени се уште и заради тоа е поведена прекршочна постапка пред надлежен суд. Никој не е над законот. И додека владата мрзне цени, експресно алармира и земјоделците. Вела дека со ваквиот чекор свесно се ништат и оние оранжерии кои останале, а ограничување на цената на зеленчукот било опасно за домашното производство. Вела дека власта носи непазарна мерка само за да ги придобие граѓаните пред празниците. Владата уште со укинувањето на прелевманите за увоз на градинарски производи и со договорот за безцарински увоз во земјите од Западен Балкан го уништи домашното производство, а со оваа мерка веќе го докречи оранжериското и градинарското производство во земјава, кое од година во година се намалува. Нерешени се низа состојби кои придонесоа да има се помалку работна рака, а трошоците на производството да растат. Предходно во пресред на Великден и Бајрам беше донесена одлука за замрзнување на цените на јајцата и месото, но јавноста реагираше дека тоа е популистичка мерка зашто со 1 до 2 денари не може да се помогне никому. Паралелно беа замрзнати и цените на тестенините и млечните производи за 10 односно 15%, а беше ограничена и цената на лебот на 33 денари, одлука што за жал и натаму не се почитува секаде.